Колеги, еве ја гледам и предлог одлуката за именување на член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации. Веќе дел колегата Здравко кажа од забелешките што ги имаме и тоа не се само наши забелешки, туку кој да ја види биографијата на човекот кој го предлагате, ќе ги даде истите забелешки. Јас знам дека е партиска одлука и меѓукоалицијски договор кои луѓе ќе се изберат да бидат именувани, односно да бидат членови на Комисијата на електронски комуникации, но барем да ги исполнуваат условите. Јас исто така знам и дека во Социјалдемократскиот сојуз вие имате квалитетни луѓе кои што ги исполнуваат условите. Заради тоа дојде низ да речи, заради тоа што квалитетните луѓе во сиве овие години вие ги понижувате токму на ваков начин што кандидирате и избирате и поставувате луѓе кои што не ги исполнуваат условите и им давате можност да бидат над оние квалитетните. Меѓутоа, за многу брзо време, ова што го правите, ќе си го видите и на дело, односно граѓаните, па и вашите членови ќе ви ги испорачаат резултатите за ваквото ваше однесување. Меѓутоа, се поставува како прашање и негрижата на владата при поставувањето на кадри на вака високи позиции и на вака важни позиции. Негрижата во смисла што си дозволуваат без да ја проверат биографијата на луѓето или пак вашите раководства и да ви дадат луѓе да ги гласате, а тие не ги исполнуваат условите. Само пред неколку дена истиот случај ни беше, го имавме и во МНАФ, каде што во еден ден избиравте, односно предлагавте различни по двајца директори, заради тоа што едните кои што ги изгласаа на влада не ги исполнува условите кои што треба да ги исполнуваат, па ајде вечерта на брзина други луѓе ставивте. Токму ист таков случај, како што беше овој со одлуката на владата пред 2 дена, е и случајот со вашиот предлог денешен за Агенција за електронски комуникации, со таа разлика што тогаш одлуката ја носеше владата, а сега, почитувани колеги, вашите раководства ви дале наредба да изгласате човек кој што не ги исполнува условите, ама ќе носи одлуки, заради тоа што одлуките на оваа комисија ќе бидат невалидни, заради тоа што овој човек кој што ќе биде член на комисијата не ги исполнува условите, ама мора заради тоа што бил другар на премиерот и председател на општинската организација на СДСМ во Карпош. Јас би сакала да ги прочитам условите кои што треба да ги исполнуваат кандидатите, а тоа да е државјанин на Република Македонија. Во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција за забрана за вршење професија, дејност и должност, активно да го користи македонскиот јазик, да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7-1 степен образование од областа на информатиката, телекомуникациите, правото или економијата, има најмалку 5 години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските комуникации и да поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. Кандидатот за член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, кој што го предлагате, како што веќе испоменав на почетокот, е исто така председател на општинската организација на СДСМ во Карпош. Уште еден услов кој што е прескокрен, односно, уствари, не сме да е политички активен човек кој што го предлагате или го избирате, односно собранието го избира да биде член на ова Агенција за електронски комуникации. Не знам јас, ова бурна недела во држава после новата година, можеби направивте промена, па очекувам колегите од СДСМ кои што се представници од Карпош да кажат дали имаат промена на председател на нивната општинска организација, односно дали овој човек Владимир Стани Вуковиќ повеќе не име председател. Истото ги прашав и на комисијата кога ја разгледувавме неговата биографија, меѓутоа одговор не добив. Еве, можеби денес кога е неговото име како предлог на седница, може би има направено промена и тој не е повеќе председател на СДСМ во Карпош. Владимир Станивуковиќ исто така, покрај ова што е политички активен, односно има политичка функција,
не го исполнува условот за потребното образование и работното искуство потребно по завршувањето на високо образование. Ова е тоа со кое што ги понижувате квалитетните луѓе кои што ги исполнуваат условите во вашата партија за да бидат на ова место. Со што толку заслужи Владимир за да му го доделите ова место и да им го земе местото на луѓето кои што исполнуваат услови, кои што имаат соодветно образование и соодветно работно искуство. Имено во документите кои се доставени со пријавата, доставен е само додатокот на диплома, односно диплома за стекнување на дополнителни 120 кредити на претходните 180, со што се стекнува совкупно 300 кредити, односно човекот е магистер по економски науки. И, почитувани колеги, почитувана јавност, замислете, стекнувањето на овие 300 кредити е на 1.2.2022 година. Значи, нема поминато ни цела година откако се стекнал со 300 кредити, а потребно е 5 години работно искуство да го има со ова образование со кое што се стекнал пред, повторно ќе речам, не цела година, односно на 1.2.2022 година. Како работно искуство е наведено дека кандидатот има вкупно 5 години и неколку месеци, меѓутоа во законот е предвидено соодветно работно искуство, што би требало да значи работно искуство по стекнувањето со потребното високо образование, кое што истиот го стекнал на 1.2.2022 година. Не цела година, а човеков вие велите дека исполнува услови од работно искуство 5 години, истиот ќе го гласате и ќе го ставите да биде член на ова комисија. Или од доставената комуникација, кандидатот има 1 година и 11 месеци работно искуство по стекнувањето на 240 кредити образование. Значи, кандидатот Владимир Станивуковиќ не го исполнува овој услов, исто како што зборуваше и во претходната точка колегата Никола Мицевски, како што не го исполнуваше условот и кандидатот Зекир Абдулов. Далеку посложено и потешко да се вработите, почитувани граѓани на Република Македонија во јавниот сектор, отколку да станете член на една ваква комисија на Агенција за електронски комуникации, имено со оваа власт, како што веќе споменав. Не е важно да се исполнуваат условите, не е важно човекот да има завршено соодветно образование, важно е да е по мерка на раководството на партијата, во овој случај да е пријател на председателот на СДСМ и премиер актуелен, а за последиците кои што ќе ги донесат ваквите нестручни луѓе кои што ги ставате на вакви високи позиции, ќе страдаат сите граѓани на државата, а особено оние кои што се дел од таа институција, во случајов на оваа агенција, како што после предновогодишните и после новогодишните празници сме сведоци на се она што се случува во МНАВ, односно во Агенцијата за цивилно воздухопловство, токму од овие нестручни партиски кадри кои што ги ставате на одредени позиции. Повторно ќе речам, имате партиски луѓе стручни, осмелете се и повлечете го овој избор, дадете кандидат кој што ги исполнува условите, барем од страна на образование и работно искуство да биде како што треба. Благодарам.